Добар ден, јас сум Димитар Николовски, извршен директор на Евротинк, Центар за европски стратегии. Тоа е think tank организација од Скопје која постои од 2002 година и се занимава со европската интеграција на Македонија. Ние работиме на тоа да градиме капацитети во граѓанското општество, во институциите за пристапување во Европската унија и овој форум е дел од еден наш проект кој се занимава конкретно со развојот на Преспа и е финансиран од Европската унија преку проектот EU за Преспа. Овој форум е втор поред кој го организираме. Организиравме еден во 2024 година. Форумот е замислен како еден настан каде што собираме засегнати страни, луѓе од локалната самоуправа, луѓе од невладините организации, експерти, значи луѓе кои имаат искуство со работа со самиот регион Преспа во трите држави кои го делат езерото и регионот. Целта на форумот е неколкукратна. Една е тоа да се види моменталната состојба каква е со еколошките прилики на езерото и на регионот околу него, а друга цел е да се види како може да се развие овој регион на еден одржив и одговорен начин. За време на форумот се зборуваше за тоа какви активности веќе постојат од страна на општините и од страна на граѓанското општество за заштита на природата и за развојот на Преспа. Минатата година имавме експерт од Германија кој зборуваше за тоа како било спасено од еколошка катастрофа езерото Констанц, кој исто така го делат три држави, Германија, Швајцарија и Австрија. А оваа година имавме специјален гостин од Грција, од Зелени дестинации, тоа беше господинот Иат Кајали, кој зборуваше за сертификација на зелени тури. Во соработка со општините од трите држави, во соработка со локалната бизнис заедница и исто така невладиниот сектор, да се направи еден заеднички продукт на зелена екотура околу езерото во трите држави. Како дел од нашиот проект, понатаму, ние бевме во контакт со представници на локалната заедница и со финансиски средства од самиот проект ги поддржавме нив да развијат своји проекти. Некои од тие проекти, например, се развој на windsurfing на самото езеро, каде што се набави опрема за развој на таквиот спорт. Понатаму беше реновиран еден ресторан кој би можел да работи и во зима, за разлика од порано. И исто така се работи на обележување на шумски патеки и расчистување на шумски патеки околу селата Љубојно и Брајчина. Крајната цел на форумот е всушност тој да биде одржлив и да може да се случува секоја година, затоа што е многу важно да се одржува некој темпо на интерес, особено кај засегнатите страни, кај политичките представници. Мислам дека доколку никој не реагира и никој не зборува за овие теми, дека тоа може да замре едноставно тој ентузијазам кој моментално постои и кој се развива уште повеќе преку форумот. Мојата визија за форумот е да биде една движечка сила, една жешка точка за дискусија на идеи за развој на регионот, кои потоа ќе се преточат во реални политики.